промена на имињата на автопатот и аеродромот. Дали овој компромис на премиерот Заев ќе ги отвори магистралните патишта кон Грција, НАТО и Европската унија? Мислам дека македонската страна е обседната со идентитетот, дека секој решение не би задирало во идентитетот, би ги некако смирило страстите на нашата страна. Ципрас и владата на Ципрас е под еден голем ризик од грчкото јавно мнение, но исто е тоа и за Заев. Тешко веројатно дека лесно ќе се проголта било каков компромис во однос на името и идентитетот кај македонците. Ќе го спакуваат ли Димитров и Коцијас пакетот за името за конечно помирување и нова страница во добрососедските односи? Секој договор кој што прави оптимизација, односно го излекува најдостоинственото решение од овие две поидобни преговарачки точки, ерга омнеш од една страна и зачување на македонскиот идентитет на друга страна, е добро решение за договор. Големо враќање на реал политиката во ВМРО ДПМН. Колку речникот на популизам, лидерот Мицковски ќе го промени во вистинска стратегија за евроатлантска интеграција. Јас поздравувам еден поинаков начин на комуникација на ВМРО ДПМН со владата, значи за одредени теми сериозно седнување на маси и разговарање. Грчко-македонски јазол наспроти словенечко-хрватски спор. Тај спор измеѓу Хрватска и Словенија и далje остае, да тако кажем, отворен. Добро вечер. Премиерите Заев и Ципрас ги исцртаат црвените линии. Грција бара новото име да биде за севкупна употреба. Македонската страна пак инсистира компромисното решение да не задира во македонскиот национален идентитет. Инаку, според неофицијални информации, властите во Скопје инсистираат географската одредница да стои исклучиво пред Република Македонија, како на пример Вардарска Република Македонија, Горна Република Македонија или Нова Република Македонија. Медијаторот Метјо Нимиц од властите во Скопје и Атина ќе сака да слушне што од сетот идеи што ги презентираше за време на неговата средба во Њујорк со преговарачите Василакис и Неумовски е прифатливо за владите во двете земји. На оваа тема разговарам со мој четворица соговорници, професорот Джидас Даскаловски, Марко Трошановски од Институтот за демократија, Љупчо Петковски од Евротинг, како и политикологот Кристијан Фидановски, кој подолг период живее во Вашингтон. Трошановски, на првата средба на премиерите Заев и Ципрас, и двајцата покажа, односно демонстрира спремност за отстапки. Македонскиот премиер најави преименување на аеродромот и на автопатот, а неговиот грчки колега најави дека Атина ќе ги деблокира преговорите од втората фаза за стабилизација и асоциација со Европската унија. Дали ова значи и приближување и навестување за конечна разврска на македонско-грчкиот јазол? Не би го употребил зборот сигнал за конечна разврска на спорот, меѓутоа дека е одлична предпоставка за креирање атмосфера на добронамерност, посветеност и одлучност на двете страни да пристапат кон решавање на овој проблем. Мислам дека е првенствено тоа. Зошто сега се отвара овој прозорец на можности за конечна разврска на спорот и имајќи во предвид дека речиси 26 години Скопје и Атина никако не може да најдат заеднички јазик во однос на спорот кој го имаат двете земји во однос на името? Мислам дека меѓународниот контекст е едната варијабла во овој еден одговор на ова прашање, додека човечкиот фактор, односно лидерството на двата премиери е вториот одговор кој што вториот дел од одговорот на прашањето. Меѓународниот контекст подразбира дека интересот на Европската унија како никогаш досега е огромен за интеграција и што позабрзана интеграција на регионот во Европската унија. Регионалните иницијативи на регионалните лидери се исклучително интензивирани и забрзани за решавање на билатералните спорови. Зборувам тука Србија и Косово, Македонија со Бугарија, Македонија со Грција и така натаму. Дополнителен поволен контекст е бугарското претседателство, кое што исклучително може да ни помогне во напредување во нашите европски амбиции, доколку го решиме спорот во рамки на нивното претседателство. Значи, тоа е меѓународниот контекст, се разбира тука и за окружување на НАТО зоната, на НАТО регионот,
А човечкиот фактор се разбира лидерството кое што го покажуваат во овој момент двајцата премиери, подготвеноста да ги надминат досегашните недоразбирања во насока на подобрување на добрососедските односи и забрзување на евроатлантската интеграција на целокупниот регион, вклучувајќи Македонија. Ние имаме влада која што веднаш се обидуваше и се обидува да ги поправи односите со соседите и во рамките на таква некоја генерална политика сакат да ги поправи односите со Грција, односно веднаш истакна дека има подготвеност да разговара, договара со Грција решавање на тој така наречен спор за името. Тоа е едното. Другото е веројатно многу јасно се гледа дека во смисла на геостратегија регионот САД се обидуваат регионот да го закотват во западна една провиненција и посебно да го изолираат руското влијание. Значи во сите стратегии, во сите анализи, во сите препораки се обидуваат да ја истуркаат Русија од регионот, а тоа можат многу лесно да го направат доколку прво Македонија влезе во НАТО, а потоа со еден дополнителен притисок Србија се направи се насочи кон западна варијанта, кон западните ветрови. Целата атмосфера што се создаде укажува на тоа дека некакво решение е на повидок. Ние треба да ставиме работата во контекст и да видиме што се случуваше во минатото. Значи имаме години и години назад некаков непостоење на иницијатива за решавање на името. Мислам, пред неколку години никој не очекуваше дека ваков пресврт може да се случи и од тука произлегува тој оптимизам што се создава. Успеав да најдам корелација помеѓу претходните предлози на медијаторот Немец низ годините и конструктивноста или неконструктивноста на владите во Македонија. Заклучувам дека стратегијата од тој аспект на актуелната влада држи вода и дека навистина можеме да се надеваме на подобро решение со едно наше севкупно поконструктивно однесување. Истовремено, таквата владина стратегија самата наложува да не се прифаќаат решенија кои што можеле да се прифатат, односно веќе биле на маса уште пред владата да стапи на власт. Нова Македонија, едно од решенијата со кои што се шпекулира периодов, ќе можевме да го добиеме и без целата интензивна надворешна политичка офанзива од изминативе 8 месеци. Што значи дека треба да инсистираме во преговорите финалното решение да се коси со барем една од двете главни грчки црвени линии, или да нема придавска одредница како што бараат грците, односно да се вратиме на оној најповолен предлог можен за Македонија во целиот спор од пред Букурешкиот НАТО самит во 2008, а тоа е Република Македонија Скопје, или доколку биде покуповално решение со придавска одредница, барем истото да не биде употребувано ерега омнес, односно да важи само за билатерална употреба меѓу Македонија и Грција. Јасно е дека и двата премиери би имале големи проблеми внатре политички со опозицијата, со граѓанството. Гледаме дека во Грција дури и СИРИЗА не е ни најпопуларна партија и дека доколку се донесе некакво решение кое што нема да биде популарно, ќе им зависи многу идната политичка борба и идните избори. Во Македонија слична ситуација, значи Социјалдемократскиот сојуз има едно тенко мнозинство кое што зависи и од албанските коалициони партнери во Македонија и впрочем доколку се дојде до некој решение кое што македонците го сметаат и граѓаните и македонците како народ го сметаат за непопуларно, за лошо, ќе има влијание и на рейтингот и на таа партија во наредниот период. Така што тие се и двајцата во една доста сложена, компликувана ситуација, меѓутоа мораме да сватиме дека овој момент е тој момент каде што сметаат дека може да дојдат до некој решение. Овакво прашање мора да се реши со консензус. Опозицијата од друга страна, нели декларативно се залага за решавање, за достоинствено решение, за, не знам, евроатлантски интеграции и така натаму. Дали во новото разбирање меѓу двете страни придонесува и фактот што и Заев и Ципрас потекнуваат од иста партиска проминенција, од левичарски партии? Би рекол да. Баластот на конзервативизмот, национализмот, религијата, традицијата, тешките прашања на историја, на идентитет и така натаму, не е иманентен на левата политичка идеологија. Тука секако би зборувал со одредена резерва, бидејќи
во современата политика, практикувањето на модерната политика, овие граници помеѓу лева, десна, центар политичка платформа се малку бледи. Меѓутоа, сепак, кога настапувате во преговори необременети, односно кога практикувате политика необременети толку од прашања кои што имаат силен емотивен набој, кои што и пристапувате со политички вредности кои што се заснуваат првенствено на секуларност и на рационален избор, рационална постапка, засновани на социјална еднаквост, на правна држава и така натаму, многу по на некој начин лесно би нашле решение, бидејќи за емотивните прашања и решенијата политички се емотивни, а тие се секогаш тешко да се донесат. Македонската јавност мора да се фокусира на прагматичните аргументи. Периодот во јавност слушаме многу релативизирачки аргументи, односно дека со подобрувањето на нашата меѓународна позиција, која што владата несомнено успеа да го направи во последните неколку месеци, ние наеднаш ќе се доведеме во некоја кој знае колку поволна позиција во која што нема да мораме да правиме крупни отстапки. Самото преговарање за менување на нашето име е отстапка по автоматизам. Така што ваквото само тешење преку ваквите релативизации може да ни се одбие како бумеранг на референдум. Секој компромис има одредена политичка цена. Сметате ли дека премиерите Заев и Ципрас се подготвени да го решат спорот со името, дури и под услов да го намалат својот партиски, па и политички рейтинг и дури и по цена да изгубат власта? Можно е. Ќе видиме како ќе бидат сега демонстрациите во Атина. Се најавуваат нови демонстрации во рамките на противењето да се користи зборот Македонија во името на нашата држава. Значи, ако и таму има масовност, очигледно ќе биде дека Ципрас и владата на Ципрас се под еден голем ризик од грчкото јавно мнение, но и исто е тоа и за Заев. Тешко, веројатно, дека ќе лесно ќе се проголта било каков компромис во однос на името и идентитетот кај македонците. Така што да, тие ризикуваат многу и во индивидуална лична интегритет и во смисла на политичка кариера. Тука тоа е несомнено. Двајцата лидери се одважуваат да превземат контроверзни, условно кажано, политички потези и укажуваат дека се подготвени дури и по цена на губење на власта да го решат ова прашање, што се разбира е друга тема на лидерство, визионерство и државничко однесување. Можеме ли да имаме вин-вин позиција во однос на преговорите со името? Тешко е. Секој мислам дека секој компромис подразбира секој од страните да не се чувствува многу понесреќно од другата страна. Значи секој решение ќе создаде несреќа на двете страни, затоа што двете страни ќе треба да се откажат од нешто. Работата е да не бидеме премногу несреќни од тоа решение што ќе биде изнаедено. Идеите дека можеме да издействуваме некакво несуштинско преименување, односно решение што нема да задира во нашиот идентитет, мене ми се едни многу општи формулации, од кои што јас барем можам да извлечем само две практични импликации за тоа кои всушност предлози нам би ни биле поволни. Првата импликација е да не се преименува националноста или јазикот, значи доколку се прифати солуција Северна Македонија, да не значи тоа дека наеднаш стануваме северно-македонци или јазикот ни станува северно-македонски. Втората импликација е да не се разбива синтагмата Република Македонија. Значи, Северна Република Македонија да биде единствената опција доколку се оди со таа одредница, наместо Република Северна Македонија, во кој случај зборот Северна директно би ја квалификувал македонштината на зборот Македонија, што е веќе еден своевиден нонсенс. Кај нашиот премиер, тој си има една визија за Македонија, која што е брз прием во НАТО и преговори влез во Европска унија, и тој работи на тоа прашање, без разлика на цената, без разлика на тоа што би бил договорот кој што ќе го постигнеме со Грција неповолен. И тука е очигледно стратешка визија негова, која што е можеби добра, можеби не за граѓаните. Ние ќе цени тоа историјата и граѓанството. Меѓутоа, негово е тоа. Има стратешка визија, така ја гледа Македонија, па макар и македонците биле незадоволни од новото име на државата. Прозорецот на можности кои што го имаме сега е компонирано тоа што веќе имаме конкретна рамка на разговори дадена од Нимиц, прилично конкретна, можеби најконкретна до сега,
Од една страна се реафирмирани грчките линии каде што се зборува за севкупна употреба на името кое што евентуално би се договорило, внатрешна и надворешна, што веќе беше искажано наназад од страна на грчките политички елити, меѓутоа она што е новитет е на некој начин ние за прв пат како држава ја дефиниравме нашата црвена линија, бидејќи се до сега беа многу внимателни политичарите односно не дава никогаш одговор што се нашите црвени линии, така да идентитетот, односно наоѓање компромис кој што нема да го загрози нашиот идентитет, станува сега македонската црвена линија на некој начин и мислам дека во овој контекст секое решение кое што ќе ни овозможи зачувување на нашиот идентитет, мислам дека има можност да биде прифатено од страна на двајцата лидери. И во земјите се разбира, и во двете земји. Тоа не би лицитирал, кај нас е почиста ситуацијата во смисла на тоа дека знаеме зашто го правиме тоа. Ние не одиме во вакви процеси затоа што ние сакаме да го смениме името или затоа што мислиме дека позицијата на Грција е исправна. Ние влегуваме во овие процеси затоа што сметаме дека нашата држава, нели, со кревка демократија, со кревка стабилност во еден кревок во безбедносен смисол регион би ја стабилизирале со тоа што би станале дел од НАТО алијансата и би отвориле преговори со Европската унија, затоа што сите кај нас политички партии поголеми мејнстрим се обединети околу тоа прашање. И освен тоа сме мултикултурна држава, знаеме дека таа некоја надворешна политичка визија е најцврстото сврзано ткиво помеѓу различните етнички заедници во Македонија. Значи ние би добиле од тоа, би биле со самиот факт што би го решиле ова прашање, би биле срекни во смисла на тоа дека ќе добиеме чисти евроатлантски перспективи. Повисок стандард на некој средени долг рок, по-безбедна држава, раст на стандардот, раст на квалитетот на услугите што ги нуди државата. Едноставно ќе симнеме едно прашање што ни тежи со години и ќе можеме конечно и ние како граѓани да им речеме на елитите сега насочете се на вистинските прашања. Доста 25 години не мачите со ова прашање. Сега повелете подобрете го здравството, сега повелете подобрете го судството, сега повелете направете Македонија правна држава. Доколку тоа не се случи, стално ќе имаат некој изговор. Знаеме како 25 години назад ова прашање се користи од страна на елитите, како изговор да не се прават одредени реформи, како изговор за ламентирање, за продукција на дискурс според кој сите не мразат, ние сме супер, меѓутоа само поради името не можеме да тераме напред. Мислам дека тоа ќе ги расчисти водите и во политичката сцена во Македонија. Тоа би било она што ние би го добиле. Со самото решение и со самото ново име, мислам, јас не би ни лицитирал, нит мислам дека е целисходно да се лицитира, апсолутно нема бидеме премногу среќни. Мене ме делува дека кое било преименување би било подеднакво суштинско или подеднакво несуштинско, зависно од тоа колку секој од нас е прагматичен и колку воопшто му дава значење на целиот спор, наспрема шансите за подобро утре. Министерот Димитров неодамна на еден настан токму во Вашингтон кажа дека не сака да зборува за црвени линии, туку за зелени светла. Тоа е веќе еден прагматичен аргумент кој што воопшто одбива да зборува за нашите отстапки, бидејќи дури најмалата отстапка е сепак отстапка и на никој од нас не му е пријатно. Ваквите аргументи треба да надвладеат во јавноста, пред се како што ќе се наближува референдумот, при што е многу важна поента тоа дека она добронамерна грешка која што ја прават голем дел аналитичари периодот во јавноста, а тоа е да ја повикуваат владата да не распишува референдум, односно самата да прифати некакво решение, добронамерна грешка велам бидејќи е насочена кон побрзо решавање на спорот што несомнено на Македонија е насушно потребно, е сепак грешка бидејќи владата, најголемата владеачка партија, експлицитно во својата изборна програма се заложи за распишување референдум. Аргументот на овие аналитичари е дека доколку се распише референдум, ВМРО-ДПМН несомнено ќе повика на гласање против или на барем абстинирање од гласање на своето гласачко тело, кое што несомнено и натаму во одредена мера го има, и дека можеби референдумот би пропаднал и дека можеби со тоа и судбината на актуелната влада би била запечатена. Трошановски се одржа лидерската средба меѓу премиерот, председателот, лидерот на ВМРО-ДПМН и на ДУИ. Дали ова е сигнал дека ќе биде поедноставно да се
постигне национален консензус во однос на спорот кој Грција го има со нашето уставно име. Имајќи во предвид и фактот дека во програмите на двете најголеми партии се заговара референдум за името по секоја цена. Се заговара референдум на името по секоја цена, меѓутоа пред да се постапи на тој така, се разбира е потребен широк политички консензус, односно консултација внатре-партиска во Македонија. Пред се, грците веќе во повеќе наврати ги имаат тие консултации, она што треба да се случува кај нас викендов чинам е да се сподели, односно разговара на ниво на политичките елити кои што ги представуваат граѓаните во нашата земја, што од тој пакет е прифатливо и за што може да застана со поддршка политичките партии, владеачките политички партии и опозицијата во нашата земја. Од ВМРО ДПМН изјавите од новото раководство, очигледна е подготвеноста, односно малку на повисоко ниво изразена таа во нивните изјави подготвеноста да се прифати достоинствено, да речам, како што тие го формулираат решение за името, што доколку достоинствено подразбира зачување на македонскиот националитет, мислам дека ќе биде прифатено од сите партии и ќе биде основата на која што тој консензус ќе биде изграден за идните фази на преговори. Владата треба да биде храбра, да излезе недвосмислено во една остра кампања, одлучна кампања за прифаќање на евентуалното решение, откако претходно ќе се осигура дека црвените линии кои што ги споменав претходно би биле гарантирани. Од друга страна, доколку не се оди на референдум и доколку се привади решение без да се консултира јавноста, тогаш сигурно тоа би било еден политички дебакл за сегашната влада. Ние не смееме да се доведеме во ситуации на постојани бойкоти, неучество во лидерски средби, некооперативно за системски закони. Ние како држава треба да имаме соработка меѓу власт и опозицијата на секое поле. Разликите идеолошки и програмски се разлики кои што се надминуваат со тоа што одите на избори, добивате доверба на граѓаните да спроведувате, а соработката мора да биде во полза на сите граѓани и јас поздравувам еден поинаков начин на комуникација на ВМРО ДПМН со владата, значи за одредени теми сериозно седнување на маса и разговарање, за други теми разлики, за други теми можеби и протести, меѓутоа треба да се има разумен начин на водење на политиката. Има некаква промена во риториката, меѓутоа во однос на ова прашање, меѓутоа нема никаква промена во риториката во однос на некои други прашања од блиското минато, каде што јас мислам дека веќе беше време новото раководство на ВМРО да има став по тие прашања. Не знам како прашањето на политичкото насилство 27 април, гледам дека тие тука стои старата политика на партијата, се бранат луѓето што нели беа учествуваа во тоа насилство и така натаму. Ќе биде искушение. Мислам дека ќе биде големо искушение за опозицијата, за ВМРО ДПМН и новото раководство ова прашање да не го искористат за ситно политички цели. Не можам да предвидам кои интереси и која визија таму ќе преовладае. Дали визијата да се работи за државните интереси, да се види дека ова прашање кога тоаш ќе мора да се затвори без оглед на тоа кој е на власт, или ќе преовладеат некакви теснопартиски интереси. Гледаат анкети, знаат какво е расположението на народот, мислам дека се надевам дека ќе направат правата одлука и за нив и за Македонија. Професор Даскаловски, што е подобро? Да нема договор за името или да има лош договор од кој секогаш една од страните ќе се чувствува како губитник? Најдобро е Македонија да си го врати сопственото име во Обединетите нации. Има начин, има процедура, има дипломатски капацитет и тоа е изводливо нешто. Второ најдобро е да се оди со борба во рамките на она хашка пресуда која што имаме. Значи, доколку било кој предлог сега од страна на Грција биде неприфатлив, да се оди на варијанта да се истакне дека ние едноставно во тие разговори околу името не можеме да прифаќаме било какви варијанти кои што да се неприфатливи за македонецот, за Македонија и граѓаните на Македонија, и да се истакне дека при такви некои лоши понуди ние истакнуваме тоа дека Грција ја прекрши времената спогодба и едноставно бараме да се ефектуира тоа во рамките на институциите каде што аплицираме во НАТО, во Европска Унија и можеби дури евентуално да кажеме не можеме да разговараме повеќе. Ова беше моментот каде што можевме да дојдеме до некаков разумен компромис, што би рекол претседателот,
Не дојдовме и сега одиме понатаму со тоа што ние инсистираме да влеземе во НАТО и ЕУ заради таа времена спогодба. Очигледна е меѓународната активност на македонската влада. Вели, односно проценките се дека сакаат оваа година Македонија да ја внесат во НАТО, да добиеме датум за почеток на преговори, а во меѓувреме и да се реши спорот со името. Што доколку од оваа слика ниту една од овие три работи, ниту спорот со името не биде решен, не станеме членка на НАТО и не добиеме датум за почеток на преговори. Ништо, утре сонцето пак ќе изгрее и оваа влада ќе треба да се подготви да најде алтернативни решенија за развој. Алтернативни решенија во економско-политичка смисла. Она што е јасно дека ние имавме економски раст до оваа година веќе стагнираме. Има предвидување дека тој ќе продолжи во 2018 и ние сега треба да гледаме како тоа да го ефектуираме без разлика на тоа дали сме дел од ЕУ и НАТО или не. Човек во Македонија кој не би се согласил дека владата во последниве од почетокот на мандатот до денес одлично ја води надворешната политика и дека во тие месеци успеа да го поправат имиджот на Македонија, некаков траблмейкер нели на Балканов, од една чудна влада што имавме, што правеше проблеми, што не дозволуваше мирен трансфер на власт и така натаму со разнишени позиции на сите фронти, успева во тие 8-9 месеци со преку тие надворешно политички иницијативи како решавање на спорот со како потпишување на договорот со Бугарија и нели ратификацијата и така натаму, значително да го подобрат имиджот и да се наметнат како нели сериозен партнер во меѓународните кругови. Она што треба да се забележи владата дека све стави на една карта, што според мене не е најдобра стратегија. Јас ја разбирам зашто е таа стратегија и ресурсите се тие и не можете да играте веројатно чувствуваат дека не можат да играат на повеќе фронтови, меѓутоа некако се стави во функција на тоа. И нели велат дека нема план Б или план Б после тоа не е баш и јасен. Мислам дека ќе беше многу подобро да се отвореа повеќе фронтови. Значи да се отидеше и паралелно со подобрување нели на надворешно политичката позиција на Македонија, да се отидеше со подобрување на пример на она што им е секојдневие на граѓаните, квалитетот на услугите што ги примаат од државата, зајакнување на правната држава. Тука гледаме дека има некакви иницијативи, меѓутоа тие се лечат, целата работа оди многу споро, создава фрустрации и така натаму. Доколку се отидеше со нели отварање на повеќе фронтови, луѓето по-лесно ќе проголта нели вакви тешки прашања. Многу е добро прашањето нели што ќе се случи доколку тоа не се случи. Јас мислам дека ќе биде политичката цена ќе ја плати Заев и владата ќе плати некаква политичка цена. Веројатно ќе отидат на предвремени избори затоа што последно такво дигање на оптимизмот, така и последно такво ставање играње на една карта, нели апсолутно ќе се зголеми ниво на цинизам, ќе почне критиката и јас мислам дека тоа нитоа ќе сакајќи да го исконтролираат целиот наратив што ќе се создаде, ќе отидат на некакви нели предвремени избори што нели би го спречил евентуалниот расти на опозицијата која што уште е грогирана. Знаете дека оцената на Европската унија за тоа што се случува препораката за почеток на преговори така натаму не се само врз основа на оваа меѓународна активност, договор или не со Грција, туку и врз еден сет на реформи, агенција за разузнавање и така натаму. Така што во таа насока мислам дека одиме напред во некои реформи стагнираме, во некои дури можеби назадуваме, но во секој случај има некоја раздвиженост која што се евидентира од Европската унија и релевантните институции, која што ни дава можност сега во овој момент да кажеме дека сме на добар пат. Меѓутоа многу тешка работа предстои. Уште демократизација, имаме случаи на луѓе кои што се во притвор, кои што се неоправдани, имаме случаи кои што се пред судска разрешница, обвинителството има потегнато случаи кои што треба допрва се разгледуваат. Судските реформи се стагнираат, имаме отпор од членови на Советот. Значи има многу детали кои што треба да се разгледаат да дојдеме до еден вистински демократски систем. Spor između Hrvatske i Slovenije, spor koji je nastao raspadom SFRJ i tu se radi o definiranju granice između dvije države koja je u vrijeme zajedničke države bila unutrašnja
granica. Za razliku od toga, vi ste me pitali za paralelu prema sporu između Grčke i Makedonije. Dakle, tu se radi o odnosu Makedonije kao države koja je nastala raspadom SFRJ i Grčke koja je sa tom državom imala određene aranžmane, imala je vrlo jasno definiranu granicu. Dakle, tu ne možemo govoriti o toj vrsti problema definiranja granične crte između dvije države, ali ovdje je problem puno složeniji, on je vezan za određena identitetska pitanja. Moj sogovornik je универзитетскиот професор Синиша Таталович, кој беше и советник на двајца поранешни председатели, Јосиповиќ и Месич. Ви благодарам што ја прифативте поканата за разговор. Hvala lijepo na pozivu. Господине Таталович, може ли да се направи паралела помеѓу словенечко-хрватскиот морски спор и македонско-грчкиот проблем околу името? Ja ne bih mogao napraviti neku paralelu između ta dva spora, naime spor između Hrvatske i Slovenije je spor koji je nastao raspadom SFRJ i tu se radi o definiranju granice između dvije države koja je u vrijeme zajedničke države bila unutrašnja granica. Osamostaljivanjem Hrvatske i Slovenije neka pitanja vezana za tu granicu su ostala otvorena, odnosno nije došlo do konačnog razgraničenja kako na moru, tako i na kopnu. To pitanje je dugo vremena opterećivalo hrvatsko-slovenske odnose, a 2000. godina ono je bilo toliko uključeno u odnose između Hrvatske i Slovenije da je Slovenija u jednom trenutku blokirala značajan broj pregovaračkih poglavlja kada je Hrvatska pregovarala za članstvo u Europskoj uniji. Spor je bio takvog karaktera da on nije dizao tenzije do te razine da bi se moglo govoriti o dramatičnim odnosima između dvije države, ali je u značajnoj mjeri opterećivao Hrvatsku koja je bila motivirana za što brži ulazak u članstvo u Europskoj uniji, što je onda bio i motiv tadašnjim donositeljima političkih odluka na najvišoj razini da pronađu neki model koji bi, da tako kažem, taj problem stavio u drugi plan i omogućio taj strateški interes Hrvatske da završi pregovore s Europskom unijom i da postane članica Europske unije. Tadašnji premijer Slovenije Borut Pahor i hrvatska premijerka Jadranka Kosor su uspjeli pronaći tu formulu koja je značila to pitanje ne možemo riješiti u bilateralnim odnosima, dakle ne možemo postići oko toga dogovor, ali se možemo dogovoriti da to bude predmet arbitraže, dakle međunarodnih pravnih stručnjaka koji će na temelju uvida u sve relevantne dokumente
donesti odluku kako se treba riješiti i urediti granice između Hrvatske i Slovenije. To je bio jedan značajan sporazum koji je u stvari omogućio Hrvatskoj da skine tu deblokadu, odnosno da deblokira pregovore, odnosno da Slovenija skine blokadu tih pregovora i da se ti pregovori uspješno završi, da Hrvatska postane članica Europske unije. Međutim, nažalost dogodilo se to da je taj proces arbitraže, popularno se to kaže, kontaminiran sa jedne strane. Vidjeli smo da je slovenska strana tu učinila nešto što nije u skladu sa dobrim običajima komunikacije sa tim sudom, što je Hrvatska ocijenila kao jednu stvar neprihvatljivu za taj cijeli postupak i jednoglasno u Hrvatskom saboru je odlučila da izlazi iz tog procesa i da neće priznati tu konačnu odluku koju je dao arbitražni sud. U tom smislu taj spor između Hrvatske i Slovenije i dalje ostaje, da tako kažem, otvoren. Za razliku od toga, vi ste me pitali za paralelu prema sporu između Grčke i Makedonije. Dakle, tu se radi o odnosu Makedonije kao države koja je nastala raspadom SFRJ i Grčke koja je sa tom državom imala određene aranžmane, imala je vrlo jasno definiranu granicu. Dakle, tu ne možemo govoriti o toj vrsti problema definiranja granične crte između dvije države, ali ovdje je problem puno složeniji. On je vezan za određena identitetska pitanja, za određeno razumijevanje identiteta sa jedne i sa druge strane i ono što u tom sporu nije dobro da jedno takvo pitanje, otvoreno pitanje u odnosima dvije države već dugo vremena, pa više od jednog desetljeća, koči napredovanje Makedonije i prema Europskoj uniji i prema NATO. Meni kao prijatelju makedonskog naroda i Makedonije žao što Makedonija nije članica NATO-a. Mogla je to postati 2009. godine. Ona je ispunila sve kriterije, ali zbog grčkog protivljenja to nije. I žao mi je što Makedonija nije članica Europske unije. Ona je čak i prije nego što je Hrvatska otvorila pregovore sa Europskom unijom i vjerujem da se taj proces nastavio, da su se ti pregovori odvijali onom dinamikom kao što je to uobičajeno. Mislim da bi i stanje u Makedoniji i odnosi u Makedoniji bili puno bolji i ono bi bilo puno sređenija država nego što je to danas. Дали може би Брисел требаше да биде многу по-прагматичен во интеграцијата на регионот? Moje osobno mišljenje je da bi Europska unija tu trebala biti puno pragmatičnija nego što je sada i trebala bi više razmišljati o tome što se dobiva ulaskom tog prostora u članstvo u Europsku uniju, odnosno što se može izgubiti ako taj prostor ne uđe u članstvo Europske unije. Moje mišljenje je da ulazak ovih zemalja u Europsku uniju bi bio bolji izbor. On bi sigurno za Europsku uniju značio dodatno opterećenje i dodatnu brigu za taj prostor i njegovo uređivanje. Alternativa tome je izolacija tog prostora i, nažalost, ono što je vrlo izvjesno, mogućnost obnavljanja sukoba na svim razinama i unutar pojedinih država i između pojedinih država. Mi ovdje sasvim sigurno možemo vrlo jasno iz perspektive Hrvatske, koja je članica Europske unije i koja je jako zainteresirana za odnose na Zapadnom Balkanu, vidjeti da se usložnjavaju odnosi unutar Bosne i Hercegovine, da su vrlo složeni odnosi u Srbiji između Beograda i Prištine, da je Makedonija imala jedno dugo razdoblje ozbiljne političke krize i da će trebati dugo vremena da obnovi neko unutrašnje povjerenje. Dakle, svi ti procesi su sada na jednoj točci sa koje mogu krenuti prema pozitivnom i prema negativnom. Mislim da je tu velika odgovornost Europske unije da da određenu nadu, da da određenu šansu tim državama da krenu u tom pozitivnom smjeru.
Денуве актуелна е темата дали физичките лица треба да бидат ДДВ обврзници. Пред една година, кога СДСМ беше опозиција, жестоко ја критикуваше даночната политика на владата на Никола Груевски. Еве што тогаш во својство на економски аналитичар говореше Бранимир Јовановиќ, кој денеска е советник во Министерството за финансии. Целта е да се оданочи одредена активност, тоест даноците не треба да прават разлика меѓу типот на економскиот субјект, тоест да не треба да прават разлика меѓу правни лица и физички лица, затоа што даноците се однесуваат на типот на економската активност. Така што ако данокот на додадена вредност е данок на додадената вредност и неја треба да и тој данок треба да го плаќаат сите субјекти што извршуваат одредена економска, тоест стопанска активност, независно од тоа дали се тие правни или физички лица. Така што од таа гледна точка нема ништо спорно во тоа и физичките лица да плаќаат данок на додадена вредност. Суштински гледано, нема проблем со тоа и физичките лица да плаќаат ДДВ. Она што според мене е многу попроблематично во таа законска измена што се направи претходната година е нели кога се спушти прагот за плаќање на ДДВ од 2 милиони денари годишно на 1 милион денари годишно. Проблемот тука беше што на некој начин се оданочуваат малите субјекти, тоест оние што остваруваат мал промет, тоест сиромашните, со цел да се наполни буџетот, а не се доначуваат побогатите. Затоа што во иста таква ситуација вие имате ослободување на странските инвестиции од било какво плаќање на ДДВ. Странските инвестиции што функционираат во зоните во Македонија не плаќаат ДДВ. Зошто тие се ослободени од плаќање на ДДВ, а малите стопанственици, физичките лица кои што остваруваат промет до над 1 милион денари, даночната политика во Македонија е погрешна. Најголемата грешка во моменталната даночна политика во Македонија е што данокот на добивка е рамен данок. Тоест е рамен. Во Македонија е една од ретките економии во Европа, па и во светот, во која што учеството на профитите, на добивката на фирмите е поголема од учеството на платите на работниците во вкупниот национален доход. Не може работник што работи за плата од 9.000 денари и менаџер што остварува месечна плата од 80.000 евра да плаќаат ист данок. Не може да плаќа 10% данок и менаџерот што има 80.000 евра плата и работникот што има 9.000 денари плата. Значи мора да има даночна реформа во таа насока, да се намалат даноците на посиромашните, а да се зголемат на побогатите, и тоа мора да биде и кај платите, тоест кај персоналниот доход, но и кај добивката. Еден од коментарите што го слушав за плаќањето на ДДВ на физички лица е дека на некој начин физичките лица се одоначуваат двојно, затоа што плаќаат и ДДВ, но и персонален данок, но тоа е секогаш така. Компаниите од друга страна може да каже дека плаќаат се одоначуваат тројно, затоа што плаќаат и данок на добивка и персонален данок на нивните вработени, но и ДДВ, данок на додадена вредност. Секогаш е тоа така, тоа не е аргумент. Секој лице плаќа секој економски субјект плаќа различни типови на даноци, така што нема проблем од таа гледна точка. Даноците се плаќаат на одреден тип на однесување или активност, и ако една личност, еден субјект извршува повеќе активности, нормално е да плаќа повеќе даноци. Мора да се воведе прогресивен данок, што значи дека тие луѓето што имаат примања до одредено ниво, ќе плаќаат, не знам, одредена стапка на данок, над тоа ниво ќе се плаќа повисока стапка на данок, над тоа ниво ќе се плаќа уште повисока стапка на данок и така натаму. Например, во Германија ситуацијата е таква што луѓето што имаат најниски примања плаќаат вкупно даноци од околу 20% од нивниот персонален доход, а луѓето што имаат највисоки примања плаќаат околу 50% даноци на вкупни даноци на вкупниот приход што го остваруваат. Кај нас е тоа обратно, кај нас вкупните даноци што ги плаќаат најсиромашните, тоест оние со најниски примања, со околу 35%, тоа се нели персоналниот данок плюс социјалните придонеси, додека вкупните даноци што ги плаќаат најбогатите, оние со највисоки месечни примања, се околу 12%. Значи, кај нас е перверзна ситуацијата и треба да се направи, да се смени во обратна насока, да се намали на оние што имаат пониски примања, да се зголеми на оние што имаат повисоки примања. Во наредните неколку месеци Македонија ќе ја посетат најверојатно тројца високи европски представници. Најпрво во Скопје ќе допатува Жан-Клод Јункер, потоа Федерика Могерини, а најверојатно кон крајот на мај во Скопје ќе пристигне и Доналд Туск. Пријатна вечер од мене и се гледаме повторно за 7 дена.